Културно-истражувачкиот документацијски центар Кале Шанѓе од Мариово во 2015 година во градската библиотека во Прилеп одржа 9 предавања, односно 10 предавања за 9 населени места во Прилеп и неговата околина и едно предавање за манастирот Трескавец. На тоа предавање прилепчани можеа да слушнат доста интересни факти кои што досега можеби не ги слушнали или воопшто не беа документирани во ниту една книга или публикација. Раководителот на тој центар, господин Тренчо Димитриевски, нашиот соговорник ова утро. Добро утро. Добро утро, поздрав до вашите гледачи и до цената телевизија. Господин Димитриевски, може да се подсетиме кои се населени места беа опфатени во тие ваши 9 предавања, а посебно ќе се држиме на култниот врв Трескавец? Повака, морам да кажам дека тоа е само дел од нашиот голем проект кој што започна од 2002 година некаде, се вика Древна цивилизација, и овие предавања се во рамките на тој проект. Ова година, минатата година всушност, размислувајќи каква програма да составиме, сметајќи дека ќе представиме неколку локалитети од Пелагонија, Мариово и Прекурит, дојдовме до констатација дека всушност треба селата со своји театари да ги представиме на свој виден начин и создадовме една програма од 9 села и Трескавец или локалитетот Трескавец или Врво Златоврв со својата околина како култен простор со храмови од пред нашата ера, од нашата ера, од христијанството и така натаму. Сега првото село кое што го обработивме со едно такво предавање со видео презентации, со фотографии, некогаш и со видео инсерти, е селото Штавица, во кое што морам само да ја споменам една култна карпа, околу која што уште во преисторијата се формирала една позамашна населба, некаде во енеолитот или бронзеното време. Еве, за поблиску до гледачите да биде, пошироко да се разбере, значи некаде 3500 години, 2000 години пред наша ера, тој период и наваму. Околу истата карпа во потоцнежниот период се развила и рано античка или населба од македонскиот период. Околу нејзе има многу наоди кои што на површина кои што укажуваат на постоењето на таа населба во тоа време, меѓутоа за нас посебно беше интересна карпата. Сега натаму таа култна карпа значи има многу белези, многу врежани белези, многу движен материјал околу фигурки на представа на жени, мајки божици или слично како археолозите ги третираат. Потоа продолживме со селата Ореовец, кое што исто така едно од со неговиот татар една непознатица би рекол, иако тука многу е роварено со машини, копано диво, раскопани се големи културни слоеви и така натаму. Продолживме понатаму со Прилепец, само да нафрлам сега. Следеа селата Чаниште, Дуње, Момариово, Пештани. Во Пештани се крие град, тоа археолозите му е познато и се знае неговото име, се вика Достонеј. Дури некогаш со еден етникум калкулираат достонејци археолозите и историчарите. Таму исто така интересно е што тој Достонеј всушност бил формиран на корени од праисториска населба. Дали имало континуитет од преисторијата, од прилика пак да речам овие години кои што ги споменав некаде енеолит бронза, тоа е доста во овој простор ми се чини нагласено. Сега археолозите треба понатаму тоа да го потврдат, меѓутоа или да го истражат, меѓутоа тој период, значи енеолит бронза е доста бил според податоците она што излегува на терен развиен период во овој простор. Дали сите овие интересни факти ќе ги ставите во некаков вид на публикација или видео материјал, видео CD имате во план во иднина да снимите? Да, секако, значи тоа уште во почетокот беше така планирано, значи првата фаза е еден ваков јавен настап, предочување пред јавноста за содржини, за културни остатоци, за историски содржини, дури во контекст на културните и така натаму, кои што се многу значени за нашиот простор и за македонската култура воопшто идентитет, ако сакате. Меѓутоа, за да не останат така, нашите планови се сите овие предавања, значи за секој од овие села, не ги споменав тука, Крушевица, Витолиште,
некој од целата може на кој што правиме предавање ќе ги заборавам моментот и на крајот завршиме со Златоров и Трескавец како пак представено како еден вид село со целата негова околина со падините на планината. Значи планираме да влезат во една посебна публикација, секоја засебно, еден вид монографски приказ на сите содржини од преисторијата до денес. Значи тие се вика, секоја се викаше селото Штавица од преисторијата до денес. Значи културните остатоци кои што ги содржи атарот на едно село од преисторијата до денес. Така се обидовме нашите сознанија да ги изнесеме, бидејќи тоа се истражувања кои што се во наш домен, значи лично на здруженијето и ако сакате лично јас што сум ги направил и тоа нив ги изнесувавме на тие предавања. Како реагираш на сето тоа прилепската публика, посебно научната јавност? Ги прифаќаат ли овие тези? Па немам реакција од научната јавност. Единствено што вака јас сум пријатно изненаден, пријатно ми е чувството. Тие предавања беа навистина добро примени, посетени доволно на предавање да ги поканите и да дојдат, навистина е малку, како да кажам, значи и децата понекогаш треба да ги атрактивна програма да му донесете па за да дојдат на предавање и од тоа сум задоволен. Од научната јавност немам некои посебни реакции. Морам, ја вака поотворено да кажам, јас сум новинар по професија и настапувам со предавања од интердисциплинарно, од повеќе аспекти ги следам материјалната култура и историските содржини на овој простор. Значи, не е лесно тоа, не е ни, можеби некогаш е и стапица да влезете во работи кои што се можеби треба да бидат стручно третирани и еве да ги повикам да не ми забележат дека се мешам во нечии области, туку всушност сакам да поттикнам и да придонесам да ги расветлиме. Ако сакате во тој контекст еден момент мал во селото Дуње, за кое што исто така имавме предавање, многу ми е тоа и малку болка да не речам, има двајца војводи, сега од овој поновиот период, од Ајдутскиот, Комитскиот и Линденскиот, двајца војводи кои што се и линденци и старешини на Реон или војводи на Реон и во Линденското востание, а сега нивните гробови така речи се или избришани, или нема траг, или никој не знае. Јас се обидувам тоа да го вратам малку во форма, бидејќи не е упатно и не е благородно и не е благодарно да ги оставиме така. Да се држи малку повеќе еве на Трескавец, каде што многумина не сметаат дека таа точка е зародишот на цивилизацијата на овие простори. Па е вака, Трескавец не случајно го одбравме како завршно предавање. Значи, тоа е објектот, значи како врв, Златоврв, со неговата околина, со неговата форма, која што настанала некаде 400 до милиарда години, значи наназад, со вулканските активности на овој простор, во формирањето на релиеф и така натаму, и моите размислувања би рекол сега и претпоставки се дека првиот контакт на човекот е многу далечен, меѓутоа ние немаме многу сознание, бидејќи немаме многу сознание за, да речеме, на најстарата култура на човекот, палеолитот, за овој простор. Единствено имаме некои површни сознанија за Пелагонија, за неколку рудија што се најдени кај Породен или Кристофорово и така натаму, и тоа еден французин Етиен Пат. Меѓутоа во тоа време и овдека сигурно имало одредено движење на тој палеолитски ловец и така натаму, и сигурно го забележал овој врв. И мислам дека и токму тој период во подлабоката преисторија, кога имале посебен однос кон тие посебни форми во природата, дали се карпи, дали се планини, и всушност нив ги прогласувале за места во кои што престојува божествата, ги прогласувале за свети, па дури некогаш можеби недостапни за секого, туку само за свештениците. Морам и ова да го констатирам, значи следејќи го тој простор на Златоврв со Трескавец целиот, дури мислам дека на еден дел под врвот има лодзит. Во доста антика го датираат, го лоцираат археолозите, меѓутоа сметам дека можеби и во тој период горе не секој можел да се искачи. Значи, не секој имал право да појде до врвот, бидејќи горе еве се зборува во преданието дека имало златно јаболко, а златното јаболко во митологијата и во старата религија важи како некој вид влез за рајот. Значи, тоа е поставено на самиот врв, а преку него се оди на небото каде што е рајот, така. Значи, секој не може до таму да појде, туку само посветените, иницираните, оние кои што се ја познаваат верата, ги знаат тајните на религијата, така натаму, свештенството. Сега е малку една подруга слика, меѓутоа и сега секој не може горе да се качи, бидејќи треба и голем напор да се направи. Значи, тоа е една вака на кој што треба може малку да се посвети внимание, и дека сега за да се вратам малку на онај период од преисторијата.
дека имало посебен однос и дека имало престој горе на праисториски луѓе, на времето на луѓето во праисторијата. Значи имаме мали ние археолошки податоци, неколку камени орудија и еве една неофицијална информација од археолозите која што случајно ја добив. Значи не знам дали е истражувано во оние периоди 70-тите, 80-тите години во тој простор. Истражувана е една некропола од која што била активна од 4 век пред наша ера до 4 век наша ера, отприлика, значи доста долг континуитет. Мито не знам дали тој простор има еден простор во кој што се смета дека имало населба од бронзеното време. Значи во преисторијата некаде еве отприлика 2000 години, 1200 години пред наша ера тие периоди и неколку камени орудија кои што се појавени тука. И морам уште еден момент да го споменам. Многу преданија се поврзани со тој простор, дали со манастирот, дали со храмовите, дали со самиот врв. Еве на пример едно предание зборува за ламија која што се создала после закланите монаси и така натаму. Мито символот на ламијата се појавува на повеќе места. Значи, она што се зборува приказната можеби е само прилагодено за поновите периоди, а тоа е нешто многу постаро кое што е многу тешко, историски патоци немаме, а многу тешко археолошки да допреме до созданијата тоа. Значи, сама да представа на некој вид сме или ламја, ја забележав на некој од мермерните споменици, кои што биле вградени во стариот храм. Тој стар храм, од прилика, еве сега, значи 2 век пред наша ера, потврдено е археолошки дека постоел. Пред наша ера. Значи, тој е храмот, фактички, веројатно на Аполон Артемида. И ја ќе споменам уште еден објект, се извинувам, кој што не е објавен до сега, камен блок со правоаголни форми, на кој што има изгравирано змија, која што би можело да представува питон. Значи, приказната за Аполон и светилиштето во Делфи, како таму претходно владел питонот и така натаму, како го изгонил Аполон, па да не ја раскажуваме сега до крај како се случува тоа раѓањето што е поврзано со Лето, мајката на Аполон и раѓањето. Значи, горе ја сеќаваме како символ и не поврзува на некој начин со тоа време, со таа митологија, со таа религија. Трескавец го поврзувате, односно локалитетот Златоврв со Делфи? Па на некој начин, дури би рекол вака, може со една тврда процедура дека сигурно има одредени контакти и сметам дека било едно од најзначајните светилишта, не само во овој простор пелагонискиот, туку и пошироко, па дури може би за Балкано. Ако сакате, дури во христијанскиот период тука има движење од разни страни од подалечни места во тој простор. Цареви многу престојувале, ктитори биле цареви, како што биле Михајло, Андроник II, Михајло IX, Душан, неговиот син Урош, значи царот Душан, Урош, потоа и уште неколку други. Значи и Калојан дури некој спомена дека тука некаде најверојатно има одредена комуникација со ова свето место. Тоа значи дека премногу го почитувале, значи многу авторитетно, култно место и доаѓале и врвните луѓе од просторот. И само еден момент сакам да споменам со Трескавец. Значи, многу пати тоа се поврзува со, како да кажам, некогаш не соодветно се категоризираат или се карактеризираат работите. Например, имаме стар пат кој што води, да го наречам култен пат, свет пат, кој што води дотаму и кој што сметам дека најверојатно е поврзан со најдлабоките времиња, меѓутоа најрано со раната антика. Значи, тој период македонскиот и така натаму. Бидејќи само да споменеме дека горе во тој период, во античкиот период, во храмот се вградувани големи мермерни блокови, а тие се носени веројатно со запреги, со колски запреги, така натаму, по пат кој што мора да биде во кондиција. А сега некогаш кога ќе слушнам, не може многу пријатно, не сакам така да ме сватат, меѓутоа кога ќе слушнам пат од среден век, малку ме така, мислам дека е несоодветно. Зборуваме за патот кој што оди од село Дабница па нагоре. Патот од селото Дабница и го сметам како посебен археолошки објект или споменик кој што кон кој што треба да се има посебен однос. Значи не да се пуштат машини и да правиме оттаде пат, туку стариот пат на некој начин да размислуваме да го вратиме во форма како археолошки споменик, како културен споменик кој што не врзувал со Трескавец во најстарите времиња. И за крај, кратко, дали имате идеја за нови предавања во 2016 година? Па, веќе подготвуваме програма, многу зависи од поддршката, не сакам да се жалам, поддршката навистина е во една така многу лоша според мене, речи си никаква. Меѓутоа ме понесоја или не понесоја така овие
активности досега ова програма која што ја спроведовме и мислам дека се интересни и значајни да се прават и понатаму. И сметам дури дека и другите институции и државните институции културни и научни треба да настапуваат на овој начин, на некој начин да ни ја доближат културата, историјата, подлогата на која што сме поставени културно. На тој начин ние ќе знаеме од што потекнуваме, на што сме поставени и каков идентитет носиме. Инаку значи се останува на празни зборови. Ви благодарам на разговорот. Благодарам вам. Тоа беше разговорот со господинот Тренчо Димитриевски и се надевам дека гледачите на Мега телевизија утре се запознаат со доста интересни факти кои што досега можеби ги нема слушнато за Прилеп и неговата околина, а особено за манастирот Трескавец и врвот што се наоѓа до него Златоврв.